Стефан Петровски од Битола е еден млад ентузијаст, човек кој што е голем влюбеник во својата татковина Македонија и кој што токму поради тоа започнува еден доста уникатен и интересен проект. А тоа е изработка на вебсайт rodenkraj.com, moirodenkraj.com.mk, каде што планира да постави видеа и фотографии од скоро сите, ако не и сите населени места во Македонија, планини, национални паркови, локалитети, реки и езера. Точно. Стефан, добре дојде во Инфорегион. Добро се најдовме. Еве да започнеме како се роди ова навистина интересна идеја за создавање на тој вебсайт moirodenkraj.com.mk, каде што планираш да ги поставиш сите овие материјали за нашата чудесна земја Македонија. Така. Значи идејата не се роди наеднаш. Изминатите години од 2007 до сега сум поминал многу денови низ Македонија, истражував, фотографирав. До сега имам фотографирано повеќе од 20.000 фотографии, направени со многу љубов пред се. И сето тоа што јас го видов со моите очи, сакав да биде и сакам да биде во иднина достапно на едно место за сите нас. За секој еден човек да се ја запознае подобро нашата Македонија. Значи практично ти си влюбеник во планинарењето. Така и се роди оваа идеја за формирање на оваа веб страна. Така. Како што беше, да речам, планинарските маршеви, почетокот, бев многу активен тогаш. Потоа се роди желба по планински села. За сето тоа во 2014 година да се роди идеја да се направи вебсайт. Воедно името излезе само со цел секој еден човек да има достап до слики од неговото родно место. И затоа и сајтот е moirodenkraj.com.mk. Фотографии, видеа со дронови. Како успеваш сето тоа да го направиш сам? Дали имаш екипа? За сега на терен сум самиот. Помош, логистика имам од мојата сестра, која живее во Мичиген, Америка, и мојот чичко, Драги, од Сиднеј, Австралија. Идејата, проектот го започнавме заедно во 2014. Почнавме чисто како една идеја и искрен да бидам, не мислев дека ќе земи толку замав до сега. И најчесто помош имам од нив, меѓутоа голема помош и поддршка имам од моите другари, пријатели, луѓето кои доправа се запознаваат со мојата работа. Голем дел од нив несебично се нудат за помош и му сум многу благодарен. Која беше првата фотографија, првото место кое што го започна твојот интерес? Па не можам да кажам точно, бидејќи значи јас кога го направив сајтот, има веќе опфатено еден дел и потоа ни беше целта, значи бидејќи сум од Битола и најблиску ми се битолските села, си поставив за цел да ја фотографирам целата општина, која има 65 села. Паралелно со тоа фотографирав и села од општината од Прилеп, Новаци, Могила, Кичево, Демирхисар и летото бев во општина Конче, таа е општина кај Радовиш, целосно е комплетирана и таа. Целта ми е да се фотографираат сите 1650 села колку што има Македонија, вкупно во 80 општини. До сега имам фотографирано околу 120 села. И секој едно село добива, значи, фотографија од дрон, од
птичја перспектива, ги сликам сите верски објекти, цркви, манастири и џамии, архитектура, знаменитости и личности. И сето тоа е на едно место, на мојот сајт, односно на нашиот, бидејќи сепак не сум сам. Страницата е двојазична, македонски и англиски. И се надевам дека со поддршка и помош, нормално бидејќи не можам ништо самиот, дека еден ден сето тоа ќе биде достапно и реално. И мислам дека ќе успеам во мојата цел, тоа е да поставам еден мост помеѓу сите македонци низ цел свет, со цел барем виртуелно во секој момент да имаат достап до нивниот роден крај. Од сите овие 120 села што досега ги имаш посетено, фотографирано, дали можеш да издвоиш некое место што ете оставило впечаток кај тебе кој што не може да се изгуби од меморијата? Оставил толкава длабока трага. Така, од прва морам да кажам дека тоа е селото Манастир во Мариово. Зошто? Па првиот пат кога бев таму, отидов со цел бидејќи научив дека таму живее, дека има жив манастир и целта ми беше таа, првичната цел. Меѓутоа, како што ги запознав луѓето таму, околината и местоположбата на тоа село ми остави трага што мислам дека ќе ми остане за секогаш омилено место и затоа често пати одам таму, го посетувам и уживам. А се надевам дека откако ќе ги фотографирам и останатите, дека сигурно ќе имам барем неколку омилени кои ќе можам да ги издвојам. Тука пред малку на компјутерот можевме да видиме заедно видеа каде што се направени со параглайдер. Значи, освен фотографирањето и изработката на овој сајт, друго твое хоби е и летањето со параглайдер. Така. Кое што ти помага нормално во креирањето на ова твое дело. Така. Значи тоа е чисто љубов, хоби. Започнав 2012 година и исто така ми беше желба и цел. Се што јас ќе видам од мои очи, од високо, исто сакав да биде достапно за секој нас, за секој човек, да ја види Македонија од различен агол. Имаш фотографии исто тука направени во сите годишни времиња, во пролет, во есен, во лето, па дури и во зима на Пелистер. Така, на Пелистер и секаде низ Македонија. Да, тешко ли е да се искачуваш ете по планините под секакви временски околности и услови? За да ја постигнеш таа цел, да направиш фотографија која што ќе го заробите тој момент на времето. Така, значи јас љубовта кон планината ја наследив од мојот татко уште од дете и од 2006 и 2007 кога почнав активно да пешачам, значи досега дали било зима, лето, пролет или есен, јас сум бил, да не речам, на буквално најголемиот дел од нашите планини. Ете, и ќе ги набројам како највисок врв Кораб, Тито врв на Попова шапка, Галичица, Јабланица, Јакупица, Пелистер како мој втор дом, Козјак, Кожув, Осоговските планини и покрај фотографиите од селата, градовите, сакам и планините да бидат на едно место и целта ми е на мојот сајт, односно на нашиот, пак ќе кажам, бидејќи ова е сајт за сите нас. Не го правам јас лично за мене, го правам за сите нас и сакам се да биде на едно место. Тоа и ми е целта. Кога станува збор за изработката на ваков сајт, секогаш тука станува збор за финансиите.
затоа што потребни се пари за Так. да шеташ низ Македонија, да Так. имаш возило, техника нормално и други останати ресурси кои што чинат средства. Како се снајдуваш околу сето тоа? За сега морам да признам дека е малце тешко во тој поглед, бидејќи немам теренско возило, а знаеме и сите дека има голем дел на села, цркви и манастири до кои што не води асфалтен пат. А мојата цел и ветување кон сите е дека ќе бидат опфатени сите населени и раселени места, сите цркви, манастири и џами. Кога ќе имам таква ситуација, најчесто одам пешки, пешачам, или ако имам шанса, одам со мојот велосипед. Ова е за сега. За сега сум подготвен на се и мислам дека за сега е добро. Меѓутоа во иднина без тоа ќе биде многу тешко, бидејќи губам ефикасност и време. Дали си аплицирал можеби како проект до некоја државна институција да го спонзорира се това? Дали општините се заинтересирани бидејќи сепак станува збор за нивна промоција? Так. А промоцијата знаеме поврзана со туризмот, каде што бенефит имат и самите локални самоуправи. Так. Дали воопшто некој заинтересиран за сето тоа? Во 2014 година, дури бев на посета кај сестра ми во Америка, дојдовме до идеја да се аплицира на еден сајт каде што секој еден човек од цел свет, доколку му се допадне мојата идеја и цел, може да донира. Имавме направено кампања. Кампањата беше активна 2 месеци. И со тие пари, помош, успеав, беа точно доволни да се направи веб-сајтот. Бидејќи сајтот не е, мислам, едноставен направен, туку сакав да биде вистина добар, да ги има сите, мислам, опции, затоа и бев, мислам, подготвен на се и сакав да изгледа убаво. Баш тие пари беа точно доволни за тоа. Со помош на чичко ми, на сестра ми, успеав да ја завршам Битола, општината, и дел, како што кажав, од сите соседни општини. Во јули месец добив покана и поддршка од градоначалникот на општина Конча. Таа ми беше првата помош, минимална, меѓутоа како за почеток значајна. Во моментот сум активен на полето на општина Адемир Хисар. Градоначалникот покажа интерес, се надевам дека тоа ќе се исплати. Така, дека ќе се, и сега имам план септември, октомври, ноември месец да бидам ангажиран таму, да ги фотографирам буквално сите 45 села од општината Демир Хисар. Потоа планирам апликација до Министерство, до влада, до општини. Најавена ми е помош, односно контакт со лица од македонската обединета диаспора од Америка, исто така и од Сиднеј, Австралија. Така да за сега живеам само во надеж дека нешто во иднина, дека сите ќе разберат целта и значењето на сето ова што го правам, бидејќи ова е за сите нас. И ова сето се надевам дека доколку еден ден успеам да ја исполнам мојата цел, ќе остани за генерации и генерации. Замислете сега сајтот со сите села,
активни да се гледа, да речеме, после 50 години, 2500, 2060, како што сега би имале приказ на селата како биле пред 40-50 години. За крај, веко, каква е посетеноста на сајтот? И од каде најмногу се има интерес, повеќе од Македонија или повеќе од нашите иселеници во диаспората? Па интерес има од секаде. Интерес има од секаде. Благодарение на интернетот. Благодарение на интернетот, Сите сме на глобално информацијата ете така. Така да мислам дека не можам точно да кажам дали е Македонија, Австралија, Америка, Европа, а исто така една желба, идеја, секоја општина, планирано е и работам на тоа, да добие запис на хартија, односно печатање на книга. Општината Битола, книгата е веќе направена. Монографија некаква за Битола? Монографија со сите мои фотографии што се од сајтот. Значи, Битола има 65 села. Книгата, со помош на мојот пријател од Скопје, ќе го споменам, Игор, кој ми помогна во дизајнот на книгата. Летото беше завршена и пред еден месец успеав да ја испечатам само во 4 примероци, чисто само да видам како ќе изгледа, да ја понудам. Едната е во Австралија, едната е во Америка и имам две уште кои се во општината, затоа јас сега немам книга за да ви ја презентирам и вас. Книгата има 260 страници, а во неја има повеќе од 1000 фотографии. Само за општина Битола, каде е и Националниот парк Пелистер. Планирано е секоја општина, покрај тоа што ќе биде активна на интернет, на сајтот, сакам да си добие и печатена верзија и книга. Тоа се надевам дека ќе има интерес од општините, бидејќи сепак материјалот мој, сликите, ќе можат да ги користат во цели, промотивни цели на нивните општини. И ние се надеваме дека и ти посакуваме многу среќа да го оствариш својот сон и еден ден сите овие прекрасни бавини што се околу нас да ги ставиш на едно место, а тоа е на твојот интернет сајт moјроденкрај.com.mk и каде што видина ќе бидат достапни за сите оние кои што сакаат да видат со што располага Македонија. Ти благодарам на разговорот. Благодарам и на вас. Се надевам дека и гледачите ги заинтересиравме со овој твој нов проект и дека веднаш после овој прилог ќе го посетат сајтот moјроденкрај.com.mk и ќе видат за што станува збор.